и ќе се борам за незината слобода и чест. Војници, ја честитам свечано дадената заклетва. Вака ја положија својата заклетва новите 205 доброволни војници во касарната Алексо Демјеевски Бауман. Помеѓу војниците во новата 22 генерација на доброволци има и 13 жени. Повеќето од нив очекуваат доброволниот рок да биде чекор кон професионалното пристапување до армијата на Република Македонија. Поискрено предизвик ми беше униформата. Најмногу ми исполни тоа што изутрина имаме вежби, по цел денот ни исполнет. Во доброволен рок што го служиме, се среднуваме со вежби, значи што не сме ги имале во текот на животот до сега. И значи се градиме себе си повеќе психофизички. Од новите доброволци војнина се очекува максимално залагање за успешно совладување на целите, им порача командантот Љупчо Костовски. Со вашето дисциплинирано однесување да бидете пример за градење на цврсти меѓучовечки и меѓунационални односи. Различноста и традицијата е нашето богатство кое не одржува заедно со векови и треба да се почитува и негува. Армијата на Република Македонија е заедничка вооружена сила на сите граѓани и тука нема место за било каква национална, партиска или верска подвоеност. Командантот Костовски се надава дека по завршувањето на 3-месечната обука ќе добијат квалитетни кандидати за идни професионални војници. Ова им го посака и министерот за одбрана Џафери, кој обрна внимание на припадничките од понежниот пол, на кој им порача во што поголем број да се приклучуваат кон македонската армија. Ние правиме напори и во законските решенја и во сите јавни огласи да истакнеме и фактот дека припадничките од женскиот пол ќе имаат соодветно однос кон нивниот прием. Во конкурсите претходно што беа и за професионални војници, и за прием на Војната академија, па и во регрутирањето на кандидатки за доброволно служење на воен рок, мислам дека соодветно се прилази кон таа обврска. Доброволното служење на војниот рок започна во јануари 2007 година согласно програмата за преструктурирање на армијата на Република Македонија со НАТО стандардите. Од Арама се задоволни со бројот на доброволци кои се пријавуваат, а кои во Велешката касарна во последните неколку генерации се движи околу 200.